Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за вирусни инфекции кај трудници. Дали секоја вирусна инфекција може да биде ризик за плодот? Колку е опасна температура кај трудница? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Ана Данева Маркова, гинеколог од клиниката за гинекологија и акушерство. Доктор Данева, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре ве најдов, добар ден и ви благодарам на поканата. Предпоставувам дека темата ни е токму баш во периодот нели кога се и сезоната на вирусни на респираторни инфекции. Предпоставувам дека имате и такви случаи на клиниката за гинекологија и акушерство. Па еве за почеток предодиме нели посебно кој што е најголем ризик, кои вирусни инфекции се најчести кај трудници? Благодарам што ја отварате ова интересна тема за трудниците. Искрено сметам дека е малку подценета помеѓу нив, затоа што голем дел од тие вирусни инфекции поминуваат скоро незабележливо или со некоја блага симптоматологија, а немал е процентот на евентуално последици кои што може да ги остават, особено ако се работи за примарна инфекција, вирусна инфекција. Многу е важно да се напомене дека секаква симптоматологија, особено во првиот триместар, кое што ќе се јави во склоп на вирусна инфекција, не треба да биде занемарена, туку треба да се побара совет, треба да се побара соодветна анализа и од она кое што во глобални рамки се следи, се гледа дека една од почестите вирусни инфекции кое што се забележува и остава последици кај плодот понатаму после породувањето е цитомегаловирусот. Иако процентот е некаде 1 до 4%, немал е процентот на конгенитална цитомегаловирусна инфекција кај плодот, која што понатаму во текот на животот или после породување, не веднаш, после одредено време, може да даде некои последици од аспект на нарушување на слухот, пореметувања или пореметување во склоп на ментално расстройство, така што сериозна компликација доколку се случи ваква инфекција, како примарна инфекција и не треба да биде занемарена. Од останатите ги сретнуваме и другите, но многу поретко. Хепатит Б, хепатит С, исклучително ретко, не заради друго, заради тоа што е воведена оваа вакцинација. И може да се сретнат и некои, како херпес, симплекс, херпес зостер, вирусни инфекции и она кое што е сега во сезоната, како што спомнавте актуелно, е секако инфлуенцата или грипот, кој што бил, а и денеска може да биде сериозна компликација по животот на мајката. Меѓутоа, оваа сезона, барем како што кажуваат и педиатрите кај што има најмногу гужвини или со децата, меѓутоа и останатите матични лекари, има многу потешка клиничка слика во споредба со минатата сезона. Колку вакцинацијата против грип, бидејќи и трудниците се во оние ризични групи, навистина ги штити да не дојде до компликации по плодот, па и по самата трудница? Секако дека може вакцината да биде превентибилен, важен фактор за имунолошката состојба доколку се случи вирусна инфекција. Меѓутоа, во нашава држава се уште нема воведено редовна вакцинација од најчестите РСВ или респираторниот синцицијален вирус или пертусис, како што е случај во некои европски држави, и тоа не се воведува баш поради само тешката клиничка слика која што некогаш може да се случи кај мајката. Повеќе во земјите е воведено затоа што се забележува дека во првата година после породување една од најтешките инфекции или најголемата причина за хоспитализација на новородените се токму можеби овие вирусни респираторни инфекции. Така што е сосема безбедно доколку некоја пациентка има одредени коморбидитети, особено доколку има некои хронични обструктивни респираторни заболувања или некоја друга имунолошка дефициентна состојба, да и биде препорачано од нејзиниот лекар да биде во текот на бременоста заштитена и како безбеден период, овде се наметнува и прашањето, секако е вториот и третиот триместар од бременоста. Иако за оние кои што не се живи, туку се типот на вакцина кое што е со антитела и кое што има атенуирани антитела, овде се смета дека и во првиот триместар оваа вакцина доколку биде некогаш и случајно дадена кај пациентката, а после се сознае дека се работи за бременост, не значи дека е ризик фактор и не е докажана тератогеност дури и во првиот триместар, освен за вакцините кои што се сметаат како живи вакцини, така ги знаат пациентките. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Доктор Данева, дали секоја вирусна инфекција може да биде ризик за плодот?
Многу е важен периодот, самата бременост како физиолошка. Односно, кој триместар е можеби најризичен. Така, влијае гестацијската недела. Во принцип, самата бременост е една физиолошка состојба во која што се случува и имуномодулација или одредено прилагодување. Овде секако клучен орган е постелката, плацентата, која што е една бариера помеѓу фетусот и мајката и која што некогаш не дозволува транспорт или трансфер на овие вирусни партикли. Од друга страна, има и способност преку одредени механизми, интерферони или една имунолошки потенцијал да ја и штити самата трудница, стварајќи една бариера, односно самиот плод за пренос кон него, и она кое што е најважно или кое што е главно прашање на пациентката која што има потврдено одредена вирусна инфекција е кога се случило, дали била во моментот, во првиот триместар, пред првиот триместар, во вториот триместар и дали второто прашање тоа е директно пренесено на плодот. Постојат тестови со кои што прво одредуваме со антитела, имуноглобулин М и имуноглобулин Г, кога настанала инфекцијата, дали се работи за рана или за стара инфекција, и како втор тест е авидитетот или времето на настанување на оваа инфекција. Многу е важно дека да се разграничи дали се работи за примарна инфекција, односно серопозитивност да се одреди ке мајката, дали се работи за секундарна или за реинфекција. Морам да кажам дека цитомегаловирусот е една многу честа инфекција вирусна, која што се изолира, и најголем број од нашите трудници кои ги тестираме со торч тестот или тестот кој што го идентификува овој вирус, гледаме дека практично тие имаат веќе имуноглобулин Г, што значи дека веќе ја поминале оваа инфекција. И кога би се случило да во текот на бременоста се случи повторно реинфекција со истиот тој вирус, цитомегаловирус, тогаш значи дека тоа е една состојба во која што се минимални шансите во таа борба да се пренесе и да се зарази плодот, затоа што веќе има антитела со кои што се бори трудницата. Не е случајот кога се работи за примарна инфекција и кога можеме да докажеме преку амнионската течност со посебни тестови, PCR, ELISA тестови, дека се работи и за репликација на вирусот во плодот, но треба да почекаме барем 6 недели од таа инфекција, затоа што не веднаш по инфицирањето на мајката може да знаеме дали се инфицирали плодот. Потребно е да помине одредено време за да може да се создаде тој титар. И сега, нели, кога зборуваме за вирусните инфекции, кога би рекле настинка и грип во бременоста мит или вистина, што би ни одговориле? Сепак има разлика. Не значи дека секоја температура или блага настилка или блага бенигна температура, би рекла до 38 степени, која што поминува за 24 часа, треба ние да го вклучиме алармот и треба секоја трудница да ја испратиме на ред иследување. Апсолутно не. Онаа температура која што е 39, која што трае повеќе од 24 часа, 3 дена, 4 дена, која што продолжува во некоја друга симптоматологија, со тежното дишење, со изнемоштеност, малаксаност, која што веќе не личи на обична настинка која што трае 3 дена. И понатаму веќе, кога ќе се јават тие симптоми, тогаш вистина е дека се работи за вирусна, посериозна инфекција, која што понекогаш може да навлезе во друга клиничка слика, па да се јави и супер бактериска инфекција и така натаму. Так. Пред да продолжиме, доктор Данева, имаме гледачи. Повелете, во програма сте? Ало, здраво, добар ден. Добар ден, повелете. Се работи за сестра ми, она беше бремена 2 пати, ама истата инфекција имаше пак. Клепсиела се вика. Клепсела? Да, и ги изгуби детето. Така. Ова предпоставам не е во доменот, меѓутоа пак некоја од причините еве зашто... Да, може... Голем дел од инфективните состојби во бременост може да доведат до губење, особено на плодот во првите 12 недели, и гледано во проценти, некаде дури 30% од причините за губење на одреден плод во раните недели од бременоста се токму инфекциите. 60 до 65% се хромозомските абнормалности, а една голема бројка спаѓа токму на овие инфекции. Може да се случи и понатаму, не само во првите недели, може би и понатаму, но исклучително, морам да кажам, е ретко од инфекција
да се изгуби, може пред време да се роди плодот, па понатаму таа инфекција да влијае негативно, но во вториот и третиот триместар поголем причинител инфекцијата е за предвременото породување, не толку за губење на плодот со губење на срцева акција како во првиот триместар. Да, тоа може би значи дека треба да се направат дополнителни можеби исследувања кој е всушност причинителот зошто доаѓа до ваква состојба. Апсолутно, во стандард е да се работат 2 бриса стандардни, пошто тука не станува збор за вирусна инфекција во ова прашање, меѓутоа секоја симптоматологија, секоја таква патологија која што претходно имала пациентката бара малку подетална анализа и можеби да се репетитивно повтори брисот кај таа пациентка за да не се случи повторно евентуално некоја инфекција и да доведе до предвремено породување и како што до сега се случило така. Да. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Пак та гледачката што бев за вчера. Ве молам да ме слушате надвор од вашата тема, ве молам. Значи станува збор за прилев, кажав и пред 2-3 дена. Тука цела здравство е блокирано во врска со еконадојка. Има доктори, има апарати, има се. На приватно те примат. Зошто не те примат редовно како што треба? И фашат луѓето на тесно за да плаќат приватно или те праќат за битола. Зошто јас да одам во битола кога имам само една пензија? Стално не го знам градот. Треба 20 да се оди со автобус. Сега кажете ми каде да се обратиме да се реши овој проблем. Како финансето ке тие доктори што нечат да прават редовно еконадојка. Тоа е огромен проблем и огромна болка за сите, а никој нечи да те прави без Да, јас се сеќавам дека се јавивте, меѓутоа ви останува да реагирате, односно да доставите пријава до здравствените власти, таму постојат инспекторати кои што треба да излезат на терен и да проверат дали навистина пациентите се оставаат без пригледи, ако велите дека таму постојат и апарати и доктори за оваа тема. Еве, јас се надевам дека од Министерството за здравство ја слушаат емисијата или ќе слушнат, па ќе реагираат и ќе го решат овој проблем. Доктор Дајнева, да се вратиме на нашата тема. Ја споменавте температурата, кога веќе нели 3 дена доколку трае дека треба да се побара помош. Меѓутоа, колку може да биде сериозна самата температура и колку можеби понекогаш може да биде и поопасна од инфекцијата? Во принцип, како што спомнав, овие симптоми на одредена инфекција не мора веднаш да се диагностицира за каков тип на инфекција станува збор, секако дека постојат препарати кои што се безбедни во бременоста и може да се користат за да се намали температурата, а дополнително на тоа со соодветна клиничка обработка на пациентката и лабораториска секако може да се додаде и дополнителна терапија. Она кое што недостасува во нашиот третман на пациентките, особено за пациентки како што се, например, пациентките со хепатит Б или хепатит С во активна фаза во текот на породувањето или во текот на самата бременост, е неможноста да се ординира вирусостатици. Значи, тоа е терапија која што не е дозволена или е контраиндицирана во текот на бременоста. Тука имаме состојби и еве актуелно се појавува по некој пациент со одредени вакви инфекции кои што за прв пат ќе бидат јавени во текот на бременоста и самата бременост ги потенцира факторите на ризик, односно оштетувањето на црниот дроб и останатите фактори. Може да тече оваа болест многу побрзо и затоа многу предпазливо треба со сите овие вирусни инфекции, затоа што не секоја ќе даде температура. Конкретно хепатит Б или хепатит С се манифестира сосема со друга симптоматологија од типот на истражување на одредени хепатални ензими, подетална обработка на пациентката со одредување на ДНК на вирусот, па во која фаза е, колку е серопозитивна пациентката или во кое ниво се тие антитела и согласно тоа ја процедуваме состојбата, па некогаш дури
во таква посериозна состојба на пациентката може и да препорачаме и прекин на бременост. Значи, различни типови на вируси, различна симптоматологија, различни препарати, за жал, една добра палета која што би ја дале кај пациентки кои што не се бремени, не може да се даде во текот на бременоста токму поради тоа што е контраиндицирана не за мајката, туку за плодот. Меѓутоа, еве, колку самата температура може да предизвика одредени проблеми кај плодот? Самата температура е еден клинички знак или една одбрана на организмот, како што кажав, една имуномодулација, која што пробува организмот да се избори со агенсот кој што е присутен. Како што спомнав, благата температура ќе се остави до 38 степени како побенигна или блага форма на настика ќе се толерира, но секоја по температура која што трае повеќе од 24 часа, 48 часа, секако дека треба се третира и за таквите пациентки е неопходна хоспитализација. И што може да предизвика некои оштетувања на самиот плод? Директно самата температура не на плодот, туку агенсот од кој што е причината секако дека ќе влијае, но во однос на здравјето на мајката, ние тоа го имавме, сме го имале во различни типови на грип, секако дека ја загрозува пред се состојбата на мајката. Така. Доктор Данева, претпоставам дека често ви се случува трудница кога ќе качи температура, па да ви звонат, смеам ли да се напијам од ова за симнување на температура, смеам ли од ова, колку е безбедно, на колку часа може да се пие, дали и кај трудниците, бидејќи нели сепак се одговара за 2, па некогаш и за 3 човечки животи, исто така на 4 часа, на 6 часа, или постои кај нив поинаков третман на оваа состојба? Истиот третман со парацетамол апсолутно е дозволен, како и за сите други пациентки, и тоа е еден од препаратите кој што се смета најбезбеден. Ние имаме голема палета кај која што нема исследувања во бременост на одредени препарати, токму поради ризикот или тој етички момент за да една група се стави без, а друга со терапија, па одредени препарати не се испитани, кои што можеби и не се толку тератогени, но во минатото, особено за овој препарат, па и за многу други препарати, антибиотски и ред други за хипертензивни заболувања и така натаму, се дозволени во текот на бременост во истиот режим како и за пациентка кога не би била во бременост. Така. Бидејќи ги споменавте антибиотиците. Дали секој антибиотик од онаа палета нели што ни постои може исто така да биде даден и на трудница во ситуација кога е неопходен? Не секој, има одредена група на антибиотици кои што секако не се дозволени, сега не би ги ја делила групите овде пред гледачите, но една добра палета на групи на антибиотици се апсолутно дозволени во соодветна доза. Искрено, како што Светска здравствена организација читав анализи во државата, работи на истражувања колку се тие употребени несоодветно, и кај трудници забележувам дека постои претерана употреба на антибиотици, особено кога со одредено тестирање како со PCR ќе се примети и повтори по трет пат дека постои одреден агенс, а всушност се работи, нема симптоматологија пациентката, всушност со таа PCR метода практично ние го докажуваме ДНК на тој вирус, на тој причинител, и не значи дека секое повторување на PCR-от, дека ние кога ќе го откриеме дополнително дека постои одреден причинител, дека треба да ја повториме терапијата, а вклучително овде напоменувам дека па една палета на препарати секако е дозволена, но дополнително го влошува сето она кое што понатаму ќе се случи, односно се ствара една резистенција кај таа пациентка доколку има понатаму потреба да се дава терапија. Така. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Како иде процедурата за инсеминација? Плаќа ли се? Партнер како да најдам, многу бирам, срамежлива сум, да не ме прегади време за дете. Така. Не, ова ни е од клиниката за гинекологија, меѓутоа во друг сегмент е прашањето. Да, процедурата за инсеминација во јавноздравствените установи не се плаќа, се рефундира како секоја друга интервенција во текот на јавно здравство, јавноздравствена услуга. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Од Тетово гледачка се јавува. Повелете. Вака едно прашање за докторката.
можно ли да се одреди причината за појава на хематом во првото 3-месечие на бременоста? Која би била причината да се појави хематом? Ова е широка тема, различна, да речеме, од ова кое што ние денеска го зборуваме и апсолутно не поврзана, еве веќе ако треба да кажам дека не може да биде причинител, може да коинцидира со некој инфект. Има различни моменти. Да почнам од тоа што еден претходен царски рез и недобра инсерција на постелката може да створи зона во делот каде што претходно бил резот, до одредени крварења, до одредена склоност на нарушена хемостаза, која што уште од првиот триместар на бременоста може да се примети, па до несоодветна имплантација. Сето тоа може да се ред причинители кои што ќе доведат до оваква состојба. Она што е важно е да се со ултразвучната метода добро следи овој хематом, дали ќе се шири, да се побараат факторите на хемостаза, времињата на крварење. Овде не се најважни дедимерите, туку се важни другите времиња на крварење и она кое што ние денеска го правиме, одлично е прашањето на универзитетската клиника, го одредуваме плацентарниот хормон на раст, еден хормон кој што најрано уште од 9-та недела, доколку не е во доволно ниво, ние можеме да ординираме соодветна терапија, која што ќе се прими најрано од 10-та, 11-та недела, тоа е аспиринот, во соодветна доза и може да се ординира затоа што ваквиот хематом понатаму може да е причинител за одредени нарушувања во текот на бременоста и компликации. Така. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте? Да, повелете, ве слушаме. Така, значи имам една молба до докторката да ми каже, оперирана сум од ХПВ пред 2 години. И сега сакам да останам бремена. Дали си шансите? Какви се шансите? Пијам антидепресивни лекови Елекс. Само не ве слушнавме од што сте оперирана. ХПВ високоризичен, 16-ка пред 2 години. И сега се обидувам да останам бремена, пијам Елекс за смирување, дали е нешто штетно тоа или како? Ме интересува. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето, доктор Данева. Така, интересна е темата и во последните години околу влијанието на ХПВ, особено за забременување. И најновите исследувања покажуваат дека има фактор на влијание, особено кај машкиот партнер, доколку е инфициран со ХПВ вирусот и може да влијае на неговиот семен материјал, на квалитетот на забременување. Така да од тој аспект и ке жената и ке мажот е важен овој статус, но еве веќе кога сте вие оперирани, кога имало веќе инфекција, во текот на важно е нивото, значи добро е да се знае кој тип на вирус е, затоа што има високо, средно, ниско ризични типови. Не прецизираше пациентката за каков тип се работи, доколку се работи за ниско или средно ризични, тие обично даваат одредени промени кои што не секогаш може да бидат да речам, со штетно влијание во текот на бременоста, но некогаш во текот на породувањето бараат завршување, да речеме, со царски рез. Тоа се тие кондиломи кои што се јавуваат во регијата каде што би имало спонтано породување околу перинеумот, вагината и така натаму. А од друг аспект, дали ХПВ како позитивен статус штети? Не е докажано дека може да штети директно, дека ќе се пренесе на плодот. И тоа не е индикација само ХПВ статусот кај трудницата, дека треба да се заврши со царски рез или дека ако се заврши со царски рез нема да има пренос и така натаму. Такви податоци нема и можете да се чувствувате безбедно да си планирате бременост. Мислам дека дополнително и беше што пие лекови за смирување, колку и тие можат. Да, денеска е особено важна оваа тема, менталното здравје кое што дополнително може да биде афектирано или нарушено во текот на забременувањето или во бременоста, уште повеќе и после породувањето, така што една добра палета на овие препарати се дозволено во првиот, вториот и во третиот триместар од бременоста, така што треба да се консултира со својот лекар и да ја даде таа информација, ако евентуално прима некој препарат кој што не е безбеден, да се промени кон оној кој што може да го прима во текот на бременоста. Така. Еве да се надовразам на гледачката сега што ни се јави, веќе кај трудница која што можеби прима таква терапија за смирување, меѓутоа има и други хронични заболувања за кои што си пие соодветна терапија. Колку кај такви трудници вирусни инфекции може дополнително да ја искомплицираат состојбата? Кои што веќе се под некоја терапија со друго хронично заболување?
хроничните пациенти или оние пациенти кои што имаат хронични заболувања, де факто се помалку имуни или имаат послаб имун активитет во случај на одредени заболувања. Се зависно од тоа кој систем е афектиран, особено кај пациенти кои што имаат хронични обструктивни заболувања. Многу често одредена состојба како што е грипот може да ја влоши состојбата на мајката и тоа некогаш може да се случи во рок на 24 до 48 часа. Значи пациентката од една температура која што е за неа бенигна, но трае повеќе од 3 дена, која што понекогаш и во домашни услови ќе се лечи, а има веќе таква подлога на ХОПС или на обструктивно белодробно заболување, може во многу краток период тој имун дисбаланс да настане и во случајот да се јави целосно влошување на состојбата и најчесто тие пациентки бараат итна хоспитализација, бараат третман кој што понекогаш се конвертира во заштита на животот на мајката, а не и на плодот. Значи тука веќе не зборуваме дали смееме или не смееме да дадеме одредена група на препарати, затоа што пред се за нас сите треба е да се важно спаси животот на мајката. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Гледачка од Рачево, поздрав до докторката Данева. Повелете. Едно прашање ако може. Ја кај не излезев пред 2 години киретажа ми травеше, со други, мислам, во сала, ама сега пак ме барат на киретажа и миома имам и дали е причината тоа крста да ми падне на 2 железото? Така, јас ви благодарам за јавањето, еве колку миомот може да намали нивото на железото во крвта. Дефинитивно може да е причина и треба да се направи интервенцијата. Тоа е еднодневна интервенција, ја имали и претходно и треба да ја повторите затоа што со неа ќе се има дефинитивна диагноза, понекогаш не е само миомот причина за крварење во ваши години, може би друг причинител да има и со киретажата дополнителна диагноза ќе се добие дали има или нема и ќе се донесе соодветна одлука за понатаму. Така. И да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Едно прашање до докторкава. Повелете. Повелете, ве слушаме. Добар ден, докторке. И вие во студиото сите поздрав. Ви благодарим. Поздрав од Охрид. Едно прашање до докторкава. Повелете. Повелете, ве слушаме. Сакам едно прашање на докторкава. На менопауза сум и на менопаузата имам инфекција, нешто, не знам јас од што. Пијам лекови, на контрола сум видена. Шо треби нешто да пијам? А какви лекови пиете? За менопаузата, ова. Во ред. Во ред, ве разбравме, ви благодарам многу за јавувањето. Многу е општо прашањето, така да. Претпоставам дека пациентката сигурно има одредени тегоби кои што треба дефинитивно да се обрати кај матичниот гинеколог, да се види за каков тип на инфекција станува збор, каква е терапијата што ја прима и да се направи детална анализа. Менопаузата е еден долг период од животот на жената, за кого денеска многу поотворено и ние како гинеколози изборуваме и малку повеќе ја истражуваме пациентката, затоа што не секогаш се жали пациентката од ред симптоми кои што ги има. Смета дека тоа е нормално, дека треба да продолжи, но ако пациентката има проблеми, не може со еден одговор нормално да и се даде решение, туку треба да се обрати во соодветна установа, ако треба и на клиника, каде што ние имаме кабинети за менопауза, за урогинекологија и таму ќе се побара одговор. Така. Бидејќи се приближуваме на крајот на емисијата, доктор Данева, веќе споменавме дека вирусните инфекции може да бидат сериозни, може да бидат причини за предвремено породување. Кои се оние симптоми кои што треба да бидат аларм кај трудницата дека треба веднаш да посети гинеколог? Неколку пати ја спомнавме температурата, еве да ги потенцирам не само респираторните вируси, сите оние други поретки вируси. Ковидот знаевме исто така, не го спомнавме, но знаеме SARS вирусот што направи и колкава беше и кај нас и во другите земји морбидитетот и морталитетот од овој вирус во текот на бременост.
Сите оние ентеровируси, значи кои што одат со диареја, со повраќање, исто така треба да го кренат алармот. Сите оние кожни промени кои што ќе се случат кај пациентките, а се причинети од некои херпес вируси, исто така треба да се внимателно обсервираат и да се претпостави дека можеби се работи за таква инфекција која што особено во третиот триместар пред породување треба да биде добро дијагностицирана. Ако се работи за примарна инфекција, тогаш дефинитивно породувањето треба да е оперативно за да не дојде до пренос на плодот. И она кое што е важно да пациентките знаат дека во помал процент, сепак гледано во проценти, во помал процент се случуваат последиците лоши во однос на плодот или тератогеноста е помала, затоа што и трансплацентарниот или таа вертикалната трансмисија не е толку честа, како што спомнавме, има капацитет во бременоста и постелката да се избори и не секогаш се пренесува, но сите оние атипични знаци на кожата во однос на повраќање, во однос на температура, тешко дишење кое што или грип како што викаат, кој што не се после 2-3 дена смирува по симптомите, треба да се знак или аларм дека пациентката треба да побара и првата институција покрај клиника за гинекологија секако дека е инфективна клиника или соодветно на патологијата останатите одели на клиниките. И освен вакцинацијата која што ја споменавме, нели, како една од превентивните мерки или како да се заштитат, претпоставам дека исто и трудниците треба да ги почитуваат сите оние мерки кои што се налагаат, нели, се препорачуваат кога имаме и грип и останати вируси, па можеби и носење на заштитни маски кога одат во здравствена установа. Така, особено во првиот триместар или особено во сезоната треба да се внимава на таа превенција. Превенцијата е секако најважно и оние семејства во кои што има детенце веќе кои што е во градинка, тие се ризични пациентки, оние кои што се дружате во периодот на пикот на одреден вирус, дека треба не да се дружат, туку малку да бидат изолирани за да причинителот потешко дојде или да ги избегнуваат доколку работат во работна средина со пациентки кои што се болни, да ги избегнуваат периодот првиот триместар од бременоста да се појавуваат на работа или да се појавуваат со заштитна маска, еве да не протежирам седење дома, затоа што сметам дека бременоста е една нормална физиолошка состојба и треба да продолжи пациентката нормално да функционира. Доктор Данева, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка и што имавме една ваква корисна тема, меѓутоа и доста корисни информации дознаа нашите гледачи. Благодарам и на вас, секогаш ми е чест да сум во вашата телевизија. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Утре со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.